со нив, па и со нас тогаш во тој период. Толку ме зацрсти, јас после 8 години нема повреда. Значи, и тоа е резултат на една силна подготовка. Така А тоа што го правиме, ние трениравме 3 пати на ден и зацрсти, трчавме, многу тегови дигавме, се боревме. Ево ова што сега едно интересно македонско финале. Тука ни е и Љубиша Пешко, тој го води, Бодосјан е регистриран кај него. Од друга страна го имаме Аба Семини, мој колега, ние заедно раставме со него, генерација сме и сега е тренер на Омер Мемеди. Е многу квалитетен борач и еден од помладите. И гледате, оно што се случи сега, направи грешка Гари. Адам, се извинувам, татко беше Гари. Изгуби 2 поена, меѓутоа проба да бега. И тоа се санкционира со уште еден поен. Да, гледате, пак го вратија назад во партер позиција. Адам Бодосјан во црвен дрес, Омер Мемеди син дрес, минус 92 килограми. Е ова финале. Ајде да видиме сега нападот или одбраната. Сега гледате, еве нов начин на укрстување. Тука може многу брзо да заврши ова борба, но требаше 3 поена. 7-0 е резултатот. Ево зашто зборувам. Иако зборуваме за Бодосјан кој стигнал до финале, е многу квалитетен и така натаму, гледате сега еден каков мал кикс може да го дестабилизира сега во моментот. 7-0. Има 5,5 минути до крај. И тука е психолошка, меѓутоа види многу интересна ситуација доколку и Омер се тука дозволи, да речеме, да се врати Бодосјан во игра или противникот во една ваква ситуација, може да му предизвикува проблеми натаму и да го охрабри Бодосјан да тргне во акција. Но како дојде до тие 7? Рековме ние 2 поена плюс 101 казнен плюс позиција партер каде што Омер Мемеди тој доби 2 поена од влезна нога, со бегството на Бодосјан изгуби 1 поен, 3 и 2 пати уште по 2 поена во партер ситуација тој доби и веќе е 7-0. Значи тие ситуации. Сега тука Иако гледате каква е позиција, мала предност има Бодосјан. Успеа да се издеше. Така беа поставени, успеа. Сега тоа е во иницијатива, да видиме Мемеди добро се брани. Но еве тоа што го зборувам. Сега веќе ќе стане многу интересно. Сега е 7-6. Сега сега Мемеди напад. Уште поопасно. Сега Мемеди напад. Сега е многу ризично. Меѓутоа се издеше Бодосјан 8-7. Тоа е борење. И продолжува. 10 поени во серија. Сега најважно за Мемеди да се залепи за тушекот и да остане барем ова разлика. Водеше 7-0, а Бодосјан сега 10 поени во серија. Новите правила. Не знам дали се сеќава публиката кај нас дека порано за влез во нога и со да го легнеш противникот да стои, добиваш 1 поен. Сега имаш 2 поена. Значи фарлањето од стојка е 4 поена. Тие се промени и се многу поатрактивни. Да. И сега ова техника што е крстувањето е нешто можеби гледате сега 90% од борачите работат ова и Ауфрайзер. Ова што претходно го работеше Омер, а тоа што го работи Бодосјан. Значи тие се две техники во партери и секој вртење е 2 поена. И ако успее да го добро да го контролира противникот, може да заврши голема работа. Но ова е натпревар со најмногу поени досега, со најмногу акции на двајцата надпреварувачи и само може да посакаме да трае вака до крајот, а подобриот нека победи. Сега напаѓаме Мемеди. Сега ова што бега Бодосјан, 1 поен. Тоа е пак грешка негова. И уште еден, 10-9 е сега. Последни 10 секунди од првата рунда. 10-9 е резултатот. Ова ќе потрае малку. Изворедна борба, нека потрае, добро да видиме и добро што се двајца наш македонски. Ова не е прв пат нивна средба, секој пат били интересни нивните дуели. И така да еве гледам дека тактизираат тука да заврши борбата. Сега веќе завршува првата. Може би сега и следните совите од нивните тренери ќе и малку да се освежат, ќе ги врати во некоја нормално. Тука речи се почнуваат од 0-0. 10-9, меѓутоа не значи многу.
Па како што видовме за 30 на секунди 5-7 поени, па потоа за неполна минута 10 поени. Не случајно би реков да, значи може малку една дестабилизација да го врати Модосјан, да го демотивира, иако беше во силна предност со 7-0, и тоа се ми се чини дека психолошки Модосјан малку се врати во цела ситуација. Иако ми се чини дека знаете, Модосјан е малку растаретен бидејќи Омер до сега покажуваше подобри резултати. И знаеш сега тој може би изгубил еднаш и сега рече и да изгубам пак не е толку страшно, а море што мора да го потврди резултатот е малку психолошки повеќе оптоварен. Така да кај Омер тоа се случува, се работи за едно. Гледате, силно, квалитетно момче кој е Одлична борба. Посакуваме вторите 3 минути да бидат исто така атрактивни. Очигледно дека нијанси тука може да решава до крајот. Или пак ако едниот влезе во шемата на другиот. Па може би сега тука тој што е подготвен или по-тактички итар да речеме да се. Тука има некоја предност Омер. Се успеа да се излучи и да видиме дали се тоа во 4 поени да покажува судијата за Мемеди. Ова е почетничка грешка на Модосјан, имаше добра позиција да му ја вкрсти ногата и немаше да може да му направи ништо или само да застане на позиција кога е надвор. Ки изгубише само еден поен. Да, сега 13-10 за Мемеди. Тоа е тоа. Сега како и да сакаме да предвидиме, некојаш не може да предвиди што би се случило. Сега во предност е Омер, ќе тактизира, Модосјан е тој што ќе треба да го прави. Тоа е потребна иницијатива на Омер Мемеди. Направи влез за нога, повеќе како да се заштити, меѓутоа да се шири дека треба да внимава. И не му требаше така. Мене, ако ме прашувате, во момент не треба да ризикува да прави акции, туку да бидејќи има предност малку да ја смири борбата. Да има време, 2 минути се многу време. Иако така делува 2 пати по 3 минути, тоа е вечност. И ќе треба да... А сега се испотени, имате го предвид дека се испотени, многу потешко ќе ги прават акции. Испотени, веќе доста исцрпени од овие жестоки дуели што ќе имаат и зафати кои што... Тука ми се чини дека ќе изгуби поен, небе. Да, во исторка. Многу не тактички. Во исторка практично. 14-10 за мене. Штета, не смее така да... Ама, знаете, најверојатно и Омер прави притисок за да го натера противникот да се... Интересно, многу лесно земат бодови и многу лесно губат bod. Да, но тоа беше меѓу главните поенти пред 10 на години, може би нешто повеќе кога Светската борачка федерација United World Wrestling правеше напори за да ги направи поатрактивни борбите, да има што повеќе поени, да биде поатрактивно за гледачите и успеа во добар дел со тие промени на делот правилот. Оно што се направи тоа беше револуција во борењето, што она што сметам дека треба да се коригира сега, тоа е системот на надправа. Веќе Омер е се 15-10 сигурен. Ова беше многу интересна ситуација. Да, уште еднаш уступка противникот надворот дозволената зона. 15-10 води Мемеди. Еве, пак направи, значи, еден скоро 6 разлика. Губеше 10-9, сега 10-15, значи 6 поени. Значи, прво победа со 7, а сега со 6. Меѓутоа, како 20 на секунди до крајот, еве добива еден поен. Модосјан 11-15, 20 секунди до крајот. Тука треба да внимава Омер бидејќи изгуби еден поен, опоменат е, доби јавна опомена и гледате се крие, а има 17 секунди. И мислам дека би требало сега искусен за толку да ја задржи предута грешка. Да видим. 6 секунди, еве 2 поена, 13-15. Обид да се излеви 15-15. Тоа ми се чини дека има предност. Омер имаше предност. Знаете зашто? Со акцијата од 4 поени тој ја доби предност. Во секој случај убедливо најдобар
надпревар, најдобра борба досега на годинашното 50-то издание јубилејно на македонскиот бисер. 15-15, иако направи предност е 4 гола. и тоа акцијата од 4 поени се вреднува како предност во случај на изедначење. Меѓутоа, аплаузи и честитки за двајцата наши борачи, Адам Бодосјан и Омер Мехмеди. Двајцата се враќа 7-0 водеше Мехмеди, па 10-7 водеше Бодосјан, па 15-10 водеше Мехмеди, па 15